Благодарам, почитуван председателя, почитувани членови на владата, почитувани колеги и јавност. Моето прашање ќе биде во врска со слободата на медиумите, како еден од основните столбови на секоја демократија, а денес е проблем за кој што се дискутира и се разговара и се договараат моделите за ослободување на овој медиумски простор, кој кај нас ќе подолго време е заробен. Прашањето ќе го упатам овој пат кон, сакав да го упатам, но не го гледам овде, подпредседателот на владата господинот Бесими, кој е задолжен за евроинтеграција, бидејќи мислам дека тој може компетентно да даде одговор на ова мое прашање. Пред да го поставам прашањето, ќе започнам со еден цитат од колумна од почитуваниот професор Малевски, која вели: кога на крајот од 20 век се поставуваат темелите на македонската демократија, немавме посветена и просветена демократска елита, која што ќе поведеше со пример, воспоставувајќи систем кој во пракса ќе ограничи сопствената власт. Најмногу што постигнавме беше воспоставување повеќе партиски систем, па мислевме партиите зафатени со взаемно уништување не ќе можат да ја загрозат до толку човековата слобода на начин на кој тоа го правеше монополот на една партија, се мисли на претходниот систем. Но и тука не чекаше разочарување. Политичарите кои ги водеа партиите си го простуваа взаемниот криминал, па никој не беше принуден да го менува своето поведение, а уште помалку да го менува системот кој носеше таква убава политичка и финансиска дивиденда. За жал, ова е стварноста во која што живее Македонија. Чекор понатаму не е направен од оваа вистина на професорот Малевски. Се создаде еден амбиент на надеж, со будењето на различните граѓански движења, со будењето на сите оние кои беа носители на процеси, а беа исклучувани од процесите. И ние добивме надеж дека конечно ќе влеземе во ера на јавност и отчетност на владата, но и на партиите кон граѓаните. Момент на надеж беше и Пржинскиот договор, кој што дојде после една криза, кој што беше најавен како вовет во еден нов демократски амбиент. Полека и таа надеж спласнува кај голем дел од граѓаните, спласната и кај мене, која што ги гледам законските решенија кои ни доаѓаат во парламентот. Да се вратам на медиумите, ова е претекст или контекст она што сакам да го зборувам денес за медиумите. Како што реков, слободата на медиумите и слободата на изразување е основно човеково право и темел на секоја демократија. Тука нема давање некому помалку или повеќе. Наместо тоа, Македонија живее веќе долго време во две вистини. Едната живее со розови ночари, другата живее со црни ночари. Народот пропаѓа помеѓу овие две вистини. Преку ног се збогатија тајкуни, новинарски, телевизиски. Станат звезди на дебатни емисии, луѓе кои што во други земји не би смеле ни временска прогноза да кажуваат. Кај нас се звезди од типот на, не знам, конкрет во Америка. Тоа е чуден еден феномен кој што почна да ја диктира и политичката сцена. Веќе не се знае кој кому како влијае. Голема пара е во оптек. Нормално дека медиумите, оние кои што се обидуваат да живеат во овој медиумски простор, да допре нивната мисла, нивната вистина, независната вистина, вистината да стигне до луѓето, пропаѓаат во ваков медиумски простор и се уништуваат. Во текот на Пржинскиот договор, тие побара овие денови да присуствуваат на преговорите. Не им беше дозволено. Нејзиното величество партија, мислејќи на сите партии заедно, ги упатија медиумите најдрско и безобразно да фаќаат врски
кај партиите, за да можат да го кажат својот збор внатре во салата во Пржино. Нечуена пракса во светот. Цело време зборуваме за прибелешките на Прибе, зборуваме за итните реформски запати, но забораваме дека еден од итните реформски запати и воопшто она што беше лајт мотив на сите препораки негативни е одвојување на партиите од институциите. Шаките подалеку на партиите од институциите. Што имаме сега наместо тоа? Таму се договарат регулаторни тела кои што ќе ја регулираат оваа сфера. Ако до вчера имавме на квази конкурси, пазете, квази конкурси, квази експерти кои што се квази независни за да формираат квази независни тела, сега веќе се бара и де јуре, не само де факто, и де јуре се бара да членовите на овие регулаторни тела бидат предложени од партии. Проблем е само бројката, кој над кого ќе надвладе, но не е проблем за ниједно од тие 4 партии без никаков демократски капацитет, не е никако проблем што ова е последно загушување на надежта на граѓаните дека овие регулаторни тела еден ден ќе бидат независни и ќе бидат ослободени од партиските стеги. Се радувам само што предмет на интерес на Пржино не се куќните совети, иначе овие 4 партии ќе ни делегира нивни експерти и во куќните совети. Ова е подигрување, ова е изигрување. Кому ова можете да го продадете како вовет во демократија, да програмскиот совет во МРТВ, директорот, Агенцијата за медиуми и така натаму бидат предлагани од нејзиното величество партии. За споредба, луката демократија, Велика Британија, Англија, има едно тело кое што се нарекува Ofcom. Тоа е едно конвергентно тело кое ги соединува сите можни агенции за медиуми. Ова би требало да го знаат почитуваните министри, каде што уште во првите критериуми за избор на членови зборува за јавен конкурс, за јавно полагање на испити, зборува никаква поврзаност со партии, никаква поврзаност со индустрија, со бизнис сектор, никаква поврзаност дури ни со парламент. Значи, ова се најосетливите регулаторни тела од кои што зависат не само фери демократски избори, него целиот амбиент и просперитет на една земја. Кај нас сега тие се предлага, дај Боже да бидам демантирана во текот на овој процес, дај Боже партиите да се решат, да ги трнат своите раце, но малку имам надеж во целиот овој процес. Секое наредно решение кое доаѓа од тоа Пржино го гледам веќе како скроено за Фюр Балкан. Едно време Австрија даваше дипломи само за луѓето од Балкан по различни критериуми од оние што ги даваше на австријските граѓани. Па и овие предложени решенија мене ме наликуваат на Фюр Балкан. Демократија во дози, строго контролирани дози. А тоа доаѓа по дамин на нашите партии кои што сите имат Д за демократски во своите називи. Срамота. Ке го прашам министерот за евроинтеграција, бидејќи сметам дека е упатен, бидејќи конечно го правеше акциониот план за прибелешките на Прибе, за да се излезе од оваа ситуација, конечно имаме условена препорака, меѓу другото и со итните реформски приоритети, ќе го прашам дали смета дека ваквото евентуално, ставам ограда тука, партизирање на така наречените независни тела, може да се смета како одговор на поставените реформски приоритети во медиумската сфера. И уште ќе го прашам, дали ги знае европските практики во оваа област? Па би го замолила да не ги објасни, да направи неговите оделение на компаративна анализа, па да видиме како изгледа медиумски слободен простор и кој и како ги конституира регулаторните тела. Дали се тоа партиите?
уште еднаш ке кажам, среќа што голем број на работи се уште не се ставени во пржино, инаку како што реков и куќните совети ќе ни ги делегираа партиите. Ова за мене е срам. Ништо повеќе од тоа.